Проектот за проширување на булевар Србија, кој започна пред околу 3 години, се уште чека на конечно финиширање. Реконструкцијата на булеварот, кој треба да ги поврзува општините Аеродром и Кисела Вода и понатаму тапкаво место. Граѓаните револтирано коментираат дека одолговлекувањето на работните активности им го отежнува нормалното секојдневно функционирање. На ваквите реакции со одговор се јави и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој тврди дека проширувањето на булеварот и изградбата на кружниот тек се работат со задоцнување како резултат на нерешените имотно-правни односи со граѓаните. За мене сериозно неодговорно било да се започне реализација на таков проект без да бидат решени основните, а тоа се имотно-правните односи. Некако на сила се третирала целата работа. И покрај нерешените имотно-правни односи, Шилегов уверува дека многу наскоро овој проект кој е започнат пред 3 години, конечно ќе биде успешно завршен. Успеавме да ги надминеме сите 7 отворени експроприации и да склучиме договори се исплатени. Успеавме технички да ги надминеме сите проблеми. За ваша информација, таму извршивме, бидејќи веќе беше раскопано, целосна реконструкција на водоводната Фи-400 цевка со која што оди кон општина Аеродром и заради таквата целосна промена на таа цевка, очекувам дека повеќе ќе немаме проблеми во водоснабдувањето во високите зони во Аеродром, бидејќи ја обновивме целосно инфраструктурата и во моментов се одвиваат градежните активности на целосно асфалтирање на кружниот тек. Конечно, после 3 години, со толку оставштина позади во целиот тој процес на реализација на тој кружен тек, успеавме да ги надминеме сите проблеми и да ја завршиме оваа работа, при тоа да обезбедиме квалитетно водоснабдување за високите зони во општина Аеродром. Со овој проект градот врши проширување и реконструкција на булеварот Србија од кружниот тек кај цементара до улицата Христо Татарчев, со што се гради нов кружен тек со диаметар од 36 метри, кој ги спојува булевар Србија, Христо Татарчев и Христо Татарчев крак 2. Вкупната должина на реконструираниот дел изнесува 870 метри, со 4 сообраќајни ленти со ширина од 3,5 метри, додека целокупната должина на новиот проширен и реконструиран коловоз со целосна реализација изнесува околу 1400 метри.